Стотина ученици од Основното општинско училиште Јоаким Крчовски и Средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка учествуваа на манифестацијата Европски ден на јазиците која се одржа во училишниот хол на Кривопаланечката гимназија. Задоволство е да се биде домаќин на една ваква културна манифестација во која се презентираат активностите на учениците во образовната дејност. Нашето училиште е со долга традиција во која талентот на младите, надополнет со мудроста на возрастните, е потврда за квалитетот и успехот на сите полиња. Со манифестацијата покажавме дека различните јазици не прават разлика меѓу луѓето, изјави Виолета Станковска-Станојковска, директор на Средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка. Учениците пееа, рецитираа, цртаат цртежи со пораки и драматизираа на француски, англиски и италијански јазик. Учениците твореа под мотото "Учам пеејќи на европските јазици", обидувајќи се да ја доловат што е можно повеќе мултикултурноста која постои во Европа. Тие твореа под слоганот "Да ја славиме разновидноста, а не разликите". Настанот се одржа во координација со активот по странски јазик од двете училишта, а беа застапени сите јазици кои се изучуваат со особен акцент на францускиот, бидејќи настанот е поддржан од Институт за француски јазик Скопје, изјави професор Елена Николовска, професор по француски јазик во Јоаким Крчовски. Според професорката Елена Тодоровска од Ѓорче Петров, одбележувањето на денот на европските јазици има за цел да ја зголеми свеста кај луѓето за важност на учење јазици и да ги поттикне во поголемо изучување на истите. Со оваа активност Крива Паланка стана дел од една европска манифестација заедно со бројни училишта, организации, здруженија и поединци кои на најразлични начини го прославија и одбележаа денот на европските јазици 26 септември.